Dobro večer, narode na Македонија. Локомотивата демократи по својата траекторија низ Македонија стигна и до Тетово. Тетово е градот кој имаше 15 жртви, кои за 3 минути изгореа во модуларната болница во времето на така наречената пандемија на COVID. И кој беше кривецот? Кривецот беше кабелот. Иако за модуларната болница немаше дозвола за приклучок на електродистрибуција Тетово, иако проектите не беа валидни за конструкцијата на објектот, иако министерот има одговорност, и онај поранешен директор на Брако исто така има одговорност, обвинителството затаи. Обвинителка која отиде во пензија јавно кажа кој е крив. Кривците се знаат. Ова е мала држава, се знаеме сите. Сите сме, можеби, и роднини во оваа држава. Ја гледате структурата на говорниците на демократи. Ова е доктрината на демократи, која преку фронтот за спас на Македонија ве повикува да се организираме, бидејќи ние идиме во името на правдата и во името на вистината. За христијаните спасителот Господ Исус Христос на гората на блаженствата рече: блажени се жедните за правда, бидејќи ќе се наситат. Значи, ние очекуваме да се наситиме. Значи, ние нема да бидеме жедни за правда, бидејќи ќе достигнеме и правдата и вистината. Муслиманите го признаваат дека е пророк. Значи, Исус пророкувал дека правдата и вистината ќе победат. И јас верувам во тоа. И ние сме собрани овде во името на идејата на правдата и на вистината. Собрани сме околу идејата која ја потегна нашиот председател Јорго Гненовски, кој не беше досега во ниедна политичка структура на криминалните банди на СДС, ДУИ и ДПМН. Криминалците се идеално организирани. Значи, идеално ништо не им бега, целиот политички систем, институции, агенции се нивни. Мене ми е радост, бидејќи представуваме надеж за народот на Македонија. Луѓето ни викаат: продолжете така треба. Не сме ние професионални политичари, ние сме од народот и за народот и имаме задача да ја завршиме оваа работа во името на народот. Зошто фронт за спас на Македонија? Бидејќи Македонија тони. Заврши периодот на пустошење. Значи, од една држава ценета во Обединетите нации, бидејќи ние како Република Македонија, дали народна, демократска, социјалистичка Република Македонија, ние бевме држава единка во склоп на Федерацијата Југославија. Дури основачи сме на повелбата на Организацијата на Обединетите нации некаде 1948 година. И таа повелба во името на Југославија ја подпиша тогашниот, да го наречам, министер на Македонија Емануел Чучков. Значи, ние сме држава која е одговорна и која се бореше против злото наречено фашизам за време на Втората светска војна. Меѓутоа, ние денес се наоѓаме во еден друг фашизам, во еден криминален фашизам. И наша задача е да се бориме до конечната победа. Значи, идејата на демократи е да победиме. Нема враќање, нема вртење назад. Исус вика: тој што се врти не е достоен да ме следи. Значи, ние треба да ја гледаме целта. Не да се враќаме назад, но треба да застанеме зошто дојдовме до оваа ситуација и да ја изанализираме. Времето на пустошење на Македонија помина. Сега е време на пеплосување. Сакаат да ја пеплосаат Македонија. И внатрешни и надворешни непријатели.
Jaz gi narekuvam odavna antimakedonci, koji nema čustvo za ova država. Бидејќи за ова држава гинеле борци, комити, партизани, без разлика од која нација, од кој народ или народност биле. Тие луѓе, јас ги викам мој народ, бидејќи биле лојални на правдата, на хуманоста, на вистината. И тие луѓе нема никогаш да бидат заборавени од ниеден народ. Ние зборуваме овде дека не можат 40 километри пат за автопат за 10 години да се направат. За 10 години не можат еден автопат над земја. Ние немаме пруга спрема Албанија и спрема Бугарија, а живееме во 21 век. Наместо да имаме директна патна мрежа преку сите градови, директно дури од Битола до Струмица. Тоа е една брука невидена. Не постои еден автопат на границата со Македонија кој треба да биде приложение на онај поранешниот пат Вија Игнација. Уште не сме кадарни тоа да го направиме. Порано пред 70-80 години имаше теснолинејка од Охрица, Албанија. Докаде сме ние? Ова е невидена брука. Сега нешто ќе кажам за фронтот за спас на Македонија. Тој е фактички фронт против криминалот, корупцијата, неморалот, бандитизмот на елитите на СДС, ДУИ, ДПМН и нивниот сатанизам. Тие елити сакат да ја уништат Македонија. Во нив ништо нема човечко. Во нив е се бездушно. Имаше еден политичар од Советскиот сојуз 1963 година, се викаше Никита Хрушчов, кој во Обединетите нации го изваде чело револтиран, имаваше на говорницата, велејќи им на партнерите од Соединетите Американски држави дека треба да престанат во трката за вооружување, бидејќи вооружувањето не е корисно за нивните нации. Тој зборуваше дека нивните нации треба да бидат богати и просперитетни. Дори во негово време почна да се произведува Кока-кола, значи во Советскиот сојуз. И не само Кока-кола, сите производи кои беа достапни на америчкиот пазар. И мене сега ми доаѓа да го извадам чевелот и да мавам овде на масата до сите оние мали партии кои ги водат суетни водачи, горделиви водачи, кои не биле досега во власта, а произлегле од двете криминални големи политички партии СДС, ДУИ и ДПМН. Јас ве разбирам дека вие правите некаква ваша програма за која повикувате да се обединиме околу вас, но вие имате една црна точка, бидејќи вие бевте во структурите на тие две криминални банди СДС и ДУИ и владеете заедно со они по 15 години и сега сакате да ја спасувате Македонија, се правите големи националисти. Разбирам дека и вие имате некој дар од Бога, некоја харизма. Тоа го ценам, но ако сте искрени, ќе дојдите со фронтот за спас на Македонија на демократи, бидејќи јас имам нешто лично да ви кажам. 25 години сум општествено-политички активен. Се борам политички против криминалот тогашен на СДС со криминалната приватизација, со која ми ја зедоја фирмата предпријатието. Не оставија без пари, без акции. Се борев против пирамидалната штетилница ТАР за обештетување на штедачите. Се борев против градењето на 4-ти блок на рек Битола, кој требаше да увезува јаглен од Грција и уште повеќе да ја загадува Македонија. И да не зборувам уште повеќе. Значи, вие немате повеќе стаж од мене. Ве повикувам да дојдете и идеално да се здружиме за спасот на Македонија, за спасот на овој народ, за секој македонец, албанец, турчин, боснак, србин, хрват и било кој што живее во Македонија. Јас не сакам да гледам на пол, на боја, на религијска вероисповед,
на националност, на идеолошка припадност. Јас сакам да ве викнам да ја спасиме Македонија, бидејќи ако не доаѓате вие, ние продолжуваме напред. Локомотивата демократија има траекторија и секоја локомотива влечи вагони, а вагоните се народот на Македонија. И секоја локомотива и секој воз има своја цел. Ние ја гледаме целта и не отстапуваме од неа. Запамтете ги овие зборови. Ние ќе победиме. Ние ќе победиме без разлика дали вие ќе дојдете или не. Доколку не се приклучите, вие сте предавници, вие сте лицемери, вие сте бездужници и не сакате обединување на сите политички структури на Македонија кои се борат за обновување на Македонија. Ние ќе најдеме луѓе, ќе ги повикаме и младите да се вратат. Македонија има капацитет. Ние ќе ги обновиме и селата, ќе релаксираме бирократијата, ќе викнеме стручњаци кои можат да ја обноват Македонија за неколку години. Имаше еден белгиски представник од Европската унија кој рече: вие како Македонија можете за 2-3 години да излезете од кризата и да имате стандард некаде близко до Швајцарија. Ние можеме да овозможиме секој во Македонија да има најмалце 1000 евра плата. Овде Бог изобилно дал се и се што. 2 жетви дал. И сега некој ќе рече нема пари за пензионерите. Па ако се скрати бирократијата има не за 20.000 минимална, а туку за 30.000 денари минимална пензија. И ги повикувам пензионерите и младите. Ги повикувам и работниците, и земјоделците, и занајчиите, и медицинските лица, и учениците, и студентите, и свештениците да се приклучат со нас, бидејќи ние не сме лицемери, ние сме луѓе од народот, а народот секогаш победува. И немојте да се плашите ако ви прават притисок. Ние победуваме. Ви благодарам.